Зошто? Се случи едно понеделничко утро. Стоев во редицата пред банка некаде пред 8 часот. Пред мене се наоѓа постара жена со бастун, убаво облечена и љубезна. Кога се отворија вратите, влеговме внатре. Жената беше трета во редицата. Другата жена зад нас имаше одлична идеја. Луѓето кои се наоѓаа пред постарата жена да ја дадат предност. Таа им се заблагодари, но ја одби понудата. И реков на жената дека нејзиниот предлог беше добар и се извинив бидејќи не се сетив на тоа. Во право сте, реков. Нејзиниот одговор беше остар. Знам дека сум во право, но кој ме слуша? Налутено се врати на местото, одмавнувајќи со главата и тивко мрморејќи. Ако беше лик од цртан филм, над нејзината глава ќе имаше црн облак. Нејзината реакција ме погоди, но не ме изненади. Не одговори. Сепак не ми беше лута мене. Ни излегување од банката станав свесна за луѓето околу мене. Сите беа мрачни и потиштени, како да биле погодени од иста катастрофа. Изгледаа како парада од тажни луѓе. Тоа ме трогна, но чудно и за тоа не бев изненаден. Извесно време шетав и во главата ми се појави прашањето. Зошто? Најпрво тоа беше едно мало зошто, но постепено се зголемуваше и се зголемуваше. Се до мигот кога тоа огромно зошто не почна да ме дави. Зошто не велиме те молам? Зошто не велиме благодарам? Зошто не се насмевнуваме? Зошто се плашиме да љубиме? Зошто уште се плашиме да го покажеме тоа? Зошто се храниме полошо од нашите миленици? Зошто не се грижиме за себе како за нашите автомобили? Зошто се полниме помалку од нашите телефони? Зошто се озборуваме себе си? Зошто залудно го трошиме животот како да ќе живееме милион години? Имаме само 1000 месеци, така излегува. Зошто не им ги кажуваме нашите проблеми на луѓето кои што ги предизвикуваат, а им ги кажуваме на сите останати и ги објавуваме на Facebook? Зошто не се радуваме на туѓата радост? Зошто секогаш некој друг е виновен? Зошто секогаш имаме мрачна приказна за раскажување? Пред некој ден се вратив дома со такси. Во близина на мојот дом има крстосница со знакот стоп. Му велам на возачот: внимавај, бидејќи некои луѓе брзаат на овој дел. Па сите постојано само брзаат, се пожали. Му посекав добра ноќ. Аман, другар,